Како што пред некој ден спомнав, владата веќе го донесе во владина постапка законот за здравствени слободни зони и пропратните закони што се потребни за да функционира тој закон и го испрати до парламентот. Со законот всушност ние сакаме да мотивираме, да охрабриме инвеститори кои што се занимаваат со инвестиции во болници, во клиники, во здравство и така натаму, да инвестираат во овие слободни здравствени зони пред се и над се заради правење на здравствен туризам. Имено, законот предвидува дека секој оној кој ќе изгради клиника, болница и слично во рамките на слободните здравствени зони ќе биде ослободен од данок на добивка 10 години, 10 години ќе биде ослободен од персонален данок на доход, а исто така 10 години ќе биде ослободен и од сите давачки за набавка на опрема, апарати, помошен медицински материјал, помагала медицински и слично. И на тој начин ќе му се даде дополнителна конкурентна ценовна предност во правец на тоа да развие здравствен туризам. Значи во Македонија и онака цените на здравствените услуги се далеку пониски отколку во развиените западни држави, но со овие ослободувања дополнително се мотивираат потенцијалните инвеститори да изградат нови болници, а доколку пак изградат и универзитети во рамките на тие болници, односно медицински факултети, тогаш ослободувањето може да биде и до 15 години. Од друга страна, со цел пак тие да не бидат нелојална конкуренција на веќе постоечките или идните приватни здравствени установи во Македонија, надвор од слободните здравствени зони, се предвидуваат и мерки со кои што ќе се воедначат, односно ќе се изневелираат цените кога станува збор за домашни пациенти, значи пациенти од Република Македонија и од сите соседни земји. Значи внимавано е од една страна инвеститорите што ќе изградат нови болници во овие зони да имаат огромна конкурентна ценовна предност при носењето на пациенти од странство, освен од околните земји. А од друга страна пак, кога станува збор за нелојална конкуренција, тие да не представуваат нелојална конкуренција за сегашните или пак идните здравствени установи, приватни здравствени установи во Македонија кои се надвор од зоните. Така што доста долго го размислувавме, доста долго го анализиравме, дебатиравме, проверувавме со различни експерти, премерувавме и така натаму за да се дојде до овие предлози кои што се содржани во законот и очекуваме овој закон во наредните години да охрабри, да поттикне, да мотивира инвеститори во овие зони да изградат големи клинички центри, а можеби некои од нив и образовни установи во рамките на тие клинички центри или пак тие болници. Исто така предвидено е доколку инвеститорот зема кадар кој што е веќе вработен во постоечките здравствени институции во Македонија, за него да нема ослободување од персонален данок на доход, за да стимулираме да се вработат повеќе невработени лекари и медицински сестри и друг медицински персонал. Очекуваме при градбата на такви болници, освен домашниот медицински персонал, инвеститорот да донесе и персонал во помал број, но сепак да донесе врвни специјалисти од развиени држави кои што ќе го пренесат своето знаење, своето искуство, своите вештини на оние кои што ќе бидат вработени од Република Македонија, кои не се стекнале со такви вештини и искуства. Има и други детали, ќе бидат изложени во парламентот, во јавноста, така што станува збор за еден многу интересен закон кој што верувам дека во наредните години ќе даде свој допринос и во однос на инвестициите, и во однос на трансфер на нови знаења, на нови технологии, на нови вештини во здравството, вработувања во делот на здравството, на здравствените работници, привлекување на туристи преку така наречен здравствен туризам, така што останува по донесувањето на законот да владата направи нови активности за изнаоѓање на локации за тие зони, определување на инфраструктура и изградба на инфраструктура за тие зони, привлекување на инвеститори кои што би влегле во една таква сложена операција во која што ќе носат туристи, здравствени пациенти, здравствени туристи од други држави. Не е нешто непознато во смисла на здравствениот туризам.
го има во многу држави. Многу држави имаат високи достигнувања во делот на здравствениот туризам, така што верувам дека полека, чекор по чекор и кај нас ќе добие една сериозна димензија сето ова.